Не ми се оди, зашто знам што оставам дома. Ама вака веќе не може. Треба да работам. Трговијата не сака дома седење. Оди се лесно, домаќине. Па понекогаш има и карање. Не е тоа само кај нас, сек да го има тоа? Знам. Само не можам да разберам како секогаш нешто сгрешила мојата Злата, а никогаш твојата Цена. Кога се зедовме, и двајцата знаевме дека имаме по една ќерка. Се договоривме да нема мојата и твојата, туку двете да бидат наши, така? Епа... Така беше. Така беше кога се договаравме јас и ти, ама... Јас не знаев дека оваа твојата е таква. Па ништо да не се знаело да се направи. Јас кажи вака, таа онака. Јас кажи онака, таа вака. Што не сум направила како што сте побарале? Што? Сакаш да ти кажам? Сакаш? Ако почнам до утре, нема да престанам да кажувам. До утре! Сенче, Керко, седни, престани. Седни, домајка. Како да одам на пат? Ајде, кажете, како да одам? Уште не сум излегол низ врата, почнавте да се расправате. Кога ќе излезам, ќе фатите да се тепате и коси да си кубите. А, не. Еве, домаќине, јас ти давам збор дека нема да си грешиме. Ти оди и не мисли на нас. Ми даваш збор. Да знаеш дека ќе те држам за зборот. Долго ќе ме нема. Ама да не мислите дека нема да знам што ќе правите. Има човек што ќе ми каже што се прави овде додека мене ме нема. Па дотаму ли ја мислеше? Јако нека биде така. Па не ми остана ништо друго, домаќинке. Ти си таа што ги прави сите неубави работи, и со твојата и со мојата ќерка. Едната ја разгалуваш, другата ја измачуваш. А, не е така, домаќине. Да ти кажам вчера. Престани. Престани! Да знаеш дека нема да одам на пат. Ќе немате леп да јадете. Престани. Ајде, татко. Подај ми го куферот, ќерко. И да знаеш, ќе ми кажат. Ова го чекав, Керко. Најпосле се магна од дома. Најпосле сме сами, јас и ти. Леле, Керко, сега ќе се дефиосаме ода она, да си отиде од куќава и никогаш повеќе да не ја видиме. И после, ќе се бидам само јас и не ќе морам да делам со неја. Купи фустан на едната, купи на другата. Купи на едната, купи на другата. Сега ќе биде купи на едната, купи на едната, купи на едната. Оди ми со здравје и со Арно да ти е патот, татко. Ти, ќерко, премолчувај. Молчи. Нека зборуваат што сакаат. Ти прави си дека не ги слушаш. Издржи додека да се вратам. Оти јас кога сум дома не смеат многу да зборуваат. Ми доаѓа да заминам некаде далеко и никогаш да не се вратам. Ама за тебе ми е. Кај се погоди е двете за никаде? Кога ќе се вратам, ќе побараме момче за тебе. Ќе се омажиш и ќе бидеш среќна. Почекај да се вратам. Оди ми со здравје, татко. И не бери гајле за мене. Ќе бидам добра. Остани со здравје, ќерко. Енеја, доаѓа. Заповедајте, господарки. Ќе заповедаме. И тоа толку многу ќе заповедаме, што не ќе знаеш каде да зафатиш. Од каде да започнем? Од сега вака ќе биде. Ќе переш перено. Ќе метеш метено.
Ке чистиш чистено и ке копаш копано. А ако не сакам? Што ќе биде ако не сакам? Ке узнаеш, не бери гајле, ке узнаеш и тоа ќе го запаметиш за цел живот. Мајко, ај остави ја со перењето. Нека ја остане за утре. Мене душичката ми посака јагоди да си каснам. Нека појде во шумата, во темната гора. Таму имало најубави јагоди. Нека набере, нека ни донесе, да се заблажиме. Слушна, девојка? Ова сега што го слушна, тоа за тебе е заповед. Ајде, ајде, да не те гледам. Земи ја кошницата и да ми ја вратиш полна со јагоди. Ке одам. Таква ми била судбината. Не треба да ја бркаме, мајко. Ако вака продолжиме, сама ќе си замине. И онака си кажа, секој со својата судбина. Таа не знае што ја чека ако се врати. Само да ми дојде. Како да ја наполнам целата кошничка? Целата планина ја поминав. Сите јагоди ги собрав и пак не можам да ја наполнам. Ах, судбино моја клета. Да можев да заминам некаде далеку, далеку, најдалеку и никогаш да не се вратам назад. О, што е, Керко? Што плачеш така од срце? Мајко мила, Не плаши се, се исплашив. не плаши се. Не плаши се, ништо лошо нема да ти направам. Ништо. А која си ти, девојко? И што бараш тука? Јагоди гледам си берела. Ама, кај си дошла овде, високо, далеку. Првата куќа од тука, кај, многу далеку, Керко, си дошла. Да можам уште подалеку. Уште подалеку ќе заминам, само да не се вратам таму од каде што сум дошла. Толку ми е тешко, бабо. Ако сакаш, Керко, дојди кај мене. Тука. Тука близко имам едно куќарче, сиромаштија е, ама ако сакаш дојди да се одмориш. А ако сакаш и поседи. Поседи колку што сакаш. И мене ќе ми биде убаво, сама сум и јас. Дојди. Ќе дојдам. Ќе дојдам, бабо. Не може да ми биде полошо од таму од каде што доаѓам. Па ајде тогаш, бабино, ајде да одиме, а полека, попат, сите маки што ги имаш, сите да ми ги кажеш. Ајде, чедо, ајде пред мене, мојата колиба тука е. Онде горе едно куќарче, сиромаштија, ама не плаши се. Оди, така по патчето овде, така. Ајде.
Голема мака си имала, Чедо. Голема мака. Јарно што дојде кај мене. Бабино, седи ти кај мене колку што сакаш. А пак, кога ќе сакаш да си одиш, оди си. Господ да е со тебе, бабичке. Ке останам. Сакам да останам. Доста. Барем додека се врати татко ми од пат. Потоа ќе одам за да не мисли дали сум жива. Така е, Чедо, умна таа. Така е. Јас, бабино, ќе те оставам овде. Имам една работа да завршам, голема работа имам да завршам, а ти чекај ме. Ајде, ќе се вратам. Ајде, оди. Оди, јас тука ќе те чекам. И онака немам каде да одам. Чекај ме, чекај. Дворчето го исчистив, животинките се наранети, се уморив. Ќе одам да поспијам додека да дојде бабата. Ај. И како исчистила, наместила, море и... Чекај да те видам тебе. Што? Што викаш? А, дадичка! Дадичка венче ти ставила. Лили, колку си ми лично. Чекај, стој. Дај ми го, да. Дадичка венче му ставила убаво. Ај, лили. А да, јадеш ти даде? Јадеше? А, добра била дадичка. Ти дала. А на кокошките им даде? А, им фрлила жито. Убо. А тебе? Ти даде да јадеш? Те нарани? А, те наранила и тебе, и јаренцето, и кокошките. Се врати, бабичка? А, се вратив, чито, се вратив. Како те викаа тебе? Злата, бабо. Злата. Убо име ти дале. Вистина си златна, Керко, златна. Бабичке, да те прашам нешто. Те гледав си зборува со животните. Често така им правиш муабет? Се разбирам јас со нив. Јас им зборувам и тие мене ми зборуваат. Јас ги разбирам и тие ме разбираат. Ми кажа дека си ги наранила, дека на кокошките жито си фрлила и дека си наместила, дека си исчистила. Леле, убајни, леле, злато, златни раце имаш, златно срце имаш. Слушај, Чедо, јас и ти сега треба да одиме до кај реката. Добро, бабо. Така, ќе дојдеш со мене и имаме таму една голема работа да завршиме и двете. Ајде да одиме и немој да ме прашуваш што и како. Само прави го она, јас што ќе ти кажам. Ајде да одиме. Добро, бабичке. Ајде да одиме. Леле, види го како е. Ај, ти чекај не, ние ќе се вратиме. Чекај не. Ајде. Ајде, бабичке. Ајде, златно. Ајде, по тој пат, натаму? Натаму.
Не ме прашувај ништо, ни зошто, ни како. Чекај, чекај, чекај. Кога ќе ти кажам сега, тогаш убаво вака пикни ги рацете и крени нагоре. Чекај, чекај, сега! Бабичке, што е ова? Златници за злат. Добрината твоја чедо треба да се награди. Но, бабичке, А? бабо, М? ти, бабо, си некоја волшебничка како од сказните? Поарно не прашувај. Поарно да не знаеш. Ајде сега да одиме, кај мене ќе одиме. А кога ќе дојде време, ќе си отидеш дома. Ма, бабичке, јас те слушнав. А, Ти зборуваш и со животните. Ама И ти- ти реков да не прашуваш. Ајде, чедо, ајде пред мене, полека, полека кај мене дома. Уста нема да затворам. Уста нема да затворам додека не каже од каде е златниот ковчег. Само таа ќе се полни со злато, а ние? Само таа? Јас не сум човек. И каква е таа работа? И кој ја прави? Што ние го допреме ковчежето да го снема златото? Кажи, ќерко, зашто ова веќе не се трпи? Ти ми пукни главата и срцето. Кажи од каде ти е. Кажувај. Веднаш да го фатам патот под нозе и да се вратам со златен ковчег. Мамо, кажи! И кажувам, да и кажувам. Добро, ќе ви кажам. Но само каде е? Таму ќе ти кажат што треба да направиш. Се сеќавате кога ме испративте по јагоди во шумата? Си тргнав јас низ шумата и барав јагоди и стигнав во најоддалечениот дел од шумата. И она бабиштено. Си стана, си замина, мене ме остави тука. Уф, каква гнасотија. Како живее ова во ова гнасотијава? Уште животни ми требаа тука. Што е бе? Што сакате вие? И она старано кај замина сега. Да не си игра со мене она златестата. Леле кога ќе се вратам, ќе види таа убаво. Уф, ќе види убаво. Дојди вам, дојди. Јадеше? А? Не! Ќе ти дадам јас после. Ќе ти дадам да јадеш. Ај, гладно ми те оставиле. А и ти не си јадел. И ти ли си ми гладно, а? Што ти е, бабо? Со животни си правиш муабет? Си правам, ќерко. Си правам муабет јас. И со магариња, и со јариња. Да го прашам и Коковчево. Јадеше? Ете ми, вели не јадел. И Коковчево гладно. И со зајачиња, мори и со мечки. Со сите си правам муабет. Сите животинки ме разбираат и јас ги разбирам. А ти, Керко, не ми кажа, ама јас знам зошто си дојдена. Па затоа, ајде да не го губиме денот, да одиме таму за кај што си дојден. Ајде по мене. Не можам тука во гиблевото изначи. Ајде. Керко, запамети ли се што ти... Запаметив де, ќе ги ставам рацете во водата кога ќе кажеш сега и ќе го фатам тоа што ми е под рака. Кога Така? ќе кажам сега. Добро.
Не! Не сега, не, немој сега, не! Не! О, леле! Не! Не! О! Што е ова? Што ми направи вестерка една? Ќе ти го акнам тоа од глава. Леле. Ќе видиш ти. Што и направи? Ништо не и направи. И реков, чекај кога ќе кажем сега. Ама не слуша, не е научена ниту да слуша, ниту да послуша. Епа, си го бараше, си го најде, шетај се со калта сега. Јас, синко Галиба, тебе многу сум те разгалил, штом си решил вакво нешто да бараш. И каква е таа рече златна мома? А? Не знам, татко, ама сите зборуваат за неа. Велат, била многу убава и многу добра. Татко, ќе те молам, дозволи ми да отидам и да ја побарам за жена. Како бе така, синко, ќе одиш да ја бараш? Па не оди тоа така, мора да има некаков ред. Ние навистина сме од царски род, ама тие луѓето, од кои ќе ја бараш девојката, тие морат однапред да знаат кој им доаѓа и зошто им доаѓа. Така е, татко, така е. И прости ми што јас тоа го направив без да те прашам. Јас веќе испратив гласник кај нив да им каже дека сакам да отидам и да ја видам ќерка им. Еми, ако си го направил тоа, многу добро си направил. Ту кажи ми, што вели гласникот? Ја видел? Ја видел. И вели дека е вистина сето тоа што го зборуваат за неа. Златната мома, а? Да ти кажам право, синко, јас веќе имам слушнато нешто за неа. Ама и на крајот од умот не го оставив тоа, оти не ми беше многу заверување. Демек, светела како злато. Не ми е заверување, мако. Ако, ајде. Оди. Златна мома. Ја затвори во визбата? Во задната визба? Во задната, ами како? И да вика, ништо нема да се слушне. Чекај се, тргни го огледалото, доста се гледаш. Чекај да ти го ставам превезот, ете така. И слушај, да внимаваш. Се додека не стигнете до дворецот да не ти падне. Да внимаваш. А ако дојде татко? Нема да дојде. Тој рече, оти 3 дена ќе биде на пат. Така, чекај да те поднаместам и те молам да внимаваш. Ете така. Што викаш? Што? Златната девојка во визба? А црната? На престолот? Ајој си таму. Ајој си. Златната, да? Не. Како во визба? Зошто во визба? Види ја. И ти ли ма? Златната девојка во визба, црната на престолот, така? Ај, не ме лажете овде. Што? И ти? Златната девојка во визба, а црната на престолот? Што и направиле? Сите ми викате така. Вистина е. Што стојам јас овде и што чекам? Седи тука.
Зошто не можам да ја видам девојката пред венчавањето? Па принцу, такви се нашите обичаи. Ако ја видиш пред да се венчате, цел живот ќе бидеш несреќен. Така да знаеш. А и гласникот што дојде, ја виде и рече дека тоа е девојката што ја бараш. Височест! Која се беди? Што береш ме оде? Ме излегувай од мојата куќа? Ќе си одам, ќе си одам, само... Имам нешто да му кажам на принцу. Само да му кажам и ќе си одам. Принцу, Арно, што дојдов на време. Магарето мое. Не знам од кај да почнам. Магаренцето ми кажа, моето. И јаренцето ми кажа, и кокошката ми кажа. Сите ми... Кокошка, бре, жено, што зборуваш? Кокошката моја ми кажа... Не знам од кај да почнам. Магаре, кокошка, ништо не разбирам. Принцу, магаренцето ми кажа. Златната девојка во визба, а црната на престолот. Златата во визба. Црната на престолот. Во визба. Стани! Мајко! Камате? Во визба! Зошто? Принцу! Принцу. Како не? Ќе го стигнете, ќе го запрете. Ете, од судбината не можеш да избегаш. Море како избега? Убаво да си знаат, треба да си знаат дека правдата се тенчи, ама не се кине.